За неколку години ќе нема кој да произведува сирење и млечни домашни производи. Кочанските села остануваат со се помалку жители, нема кој да чува стока, ниту кој да произведува сирење или урда. Ама дополнителен проблем е што домашното е скапо за граѓаните, па ако некогаш се купувало сирење со кантички, денес едва и се купува парче од половина килограм. Па земат кантички, земе 3 кила, земе 5 кила, зема сега пола килце, но парче, скапо е. Не да се намалува, но ептен се намалува. Селото и ќе запустее, ќе нема да постои таква стока у селото. И ще 2-3 там имаме помалкучка. И тоа е шталски, не ни пасеме, пашани не одат. Како што е почнало и така ќе биде. Младите нека да слушнат за тоа. И тоа што чуваме, и тоа сакат да ги имаме, оти сме навикнати и нешто мора да произведуваме. Од нивичани. Има урда, сирење, млеко, козио. Работа има доста, велат произведувачите на млечни производи од Кочанскиот регион, а придобивките се сведени на нула. Младите се помалку се занимаваат со сточарство и земјоделство, па за неколку години сирење ќе може да се купи само од маркет. Тешки се, не се лесни. Дека преработеме, тука ни се буна дека е скапо, а на нас не е скапо и ефтино е. А они од дека пензиите не и качуват, од што да покачат ни они. И семе колку за од жела. Толку се купува, не се многу купува. Што одгледувате вие? Ние кози, моментално сега само одгледуваме тоа. Кози до нас. Нема крај, мора да се работи нешто, да се живее. Многу не се исплаќа, ама мора од нешто. Па не е исплатливо, ама што да правиш? Мора нешто да живееш од нешто. Работа не е малку. Работа е многу. Оти јас млекото го варам, па го сирам, па го цадам и тоа има работа повеќе. Домашното сирење е со цена од 450 динари за килограм, урдата 250 динари, а млекото 100 динари за литар и половина.